Продолжуваме со уште една тема од Кајна, со гости во студиото. Имено традиционално, како и секое лето, во втората половина на месец август е резервирана за летно културно освежување. 10-тото јубилејно културно лето Карпош 2017 година и овој пат ќе понуди разновидна културно-уметничка програма за карпошани, но повеќе детали од гостувањето на градоначалникот на општина Карпош Стефче Акимовски и Горан Михајлов, председател на Комисијата за култура на општина Карпош. Господа, добро утро и добре дојдовте во вестите и прегледот на вестите на телевизија нова во 10 часот. Господине градоначалник, ќе почнеме со вас. Вие славите убав јубилеј 10 години од Карпушовото лето. За каков бренд станува збор? Карпошево културно лето стана бренд, веќе препознатливо и буквално граѓаните не прашуваат уште од после нова година дали оваа година ќе организираме Карпошево културно лето. Затоа што секогаш имаме разни содржини, носиме интересни гости како од земјава, така и од надвор. И она што е најбитно, станува се поголем интересот и кај уметниците кои што сакаат да учествуваат. Така да, често пати се случува да имаме и ургенции за Карпошево културно лето, дали може овој да учествува, дали може овој да пее, дали може овој да настапува хуморист и така натаму, што значи дека како бренд веќе надалеку познато, не само во општината, туку и надвор. И јас ги повикувам граѓаните на општина Карпош. Оваа година сите настани ќе се одвиваат во Лептокарија. Лептокарија ќе го развиваме како центар на општината и практично секоја вечер еве еден потик плюс за да работат дуќаните, да работат кафе-рестораните, значи да има раздвиженост во Лептокарија, да трговскиот центар Карпош 3 или Лептокарија, да може тамо да се собираат граѓаните и сите овие наши активности кои што ќе бидат акима од различен аспект, да речеме, кима и за возрастни, и за млади, и за средовечни, за оние што сакаат забавна музика, народна музика, сериозна музика, рецитали, поезија, ликовни хепенинзи и така натаму, секи има, зашто колегата Михајлов подосна подетално ќе ве информира. Така, ете, господине Михајлов, беше ли тешко да се концепира програмата за овогодинешното културно лето? Стартувате вечерва со почеток во 21 часот. Кому ќе му припадне свеченото отворање? Па свеченото отварање е на еден многу урбан лик на Игор Џамбазов и уште еден исто така урбан лик Гуру Харе. Ние сме урбана општина и сакаме тие ликови да се присутни на културното лето Карпош. Мислам дека ќе биде прекрасна вечер со нив. Се надевам дека публика ќе дојде во голем број и дека ќе уживаат во настапот на Гуру Харе и на Игор Џамбазов. Што во преостанатите денови од Карпушовото културно лето содржи програмата, како ја концепиравте оваа година, што се ќе можат карпушани и останатите граѓани на градот да погледнат? Како и секоја година е доста избалансирана, значи како што рече градоначалникот, подготвувана е да има програми и содржини за сите нивоа и за сите граѓани, значи од класична музика до джез концерти, до акварелни симпозиуми, изложби, до изложби на фотографии, детска програма. Така да многу содржини ќе има ова Карпошево културно лето, што ќе биде интересно за граѓаните. Сега поединечно може и имињата да ги спомнем. Значи отварањето е со Игор Џамбазов, затварањето е со Венко Серафимовски и пријателите, значи како еден од најплодните автори. Значи, тука ќе имаме интересна джез вечер со Илија Џон Апелгрин и Мартин Шпато квартет, познатите светски музичари од нашиве краишта потекнуваат. Значи, имаме ретро вечери со тука е Јаков Дренковски, значи Лидија Кочовска. Сега ќе заборавам некого, но ќе ми простат. Значи, имаме класична музика, имаме трио Джентламен, тоа е некоја варијанта на светски познатите Il Divo, 2 тенора и 1 баритон. Значи, тука е Тамара Тодевска, една од македонските звезди, која до сега ни недостасувала, да речеме, во мозаикот на големи звезди што дошле во Македонија. Значи, многу ќе биде интересна програмата и многу ќе биде разновидна. Дел од овие артисти кои што ги споменавте за овогодинешното Карпушево културно лето настапувале и во изминатите години. Еден од примерите, колку што јас се сеќавам, и Џон Илија Апелгрин. Можеме ли да издвоиме за овие 10 години некој од познатите имиња кои што го одбележа? Тамара минатата година беше сестра и Тијана Дапчевиќ. Тијана Дапчевиќ, да. Каролина Гочева
Дани учествуваше, Калиопи учествувал, Игор Джамбазов и пред 4-5 години исто така учествуваше, Огне Неделковски, нашиот познат текстописец со своји пријатели и така натаму. Од надвор од Македонија позначени Кемал Монтено, Хари Матахари, Бајага, Хари Джиновиć, Джибони, Марин Короквич, Мерима Njegomir. Значи, тоа се имиња кои во изминатиот временски период престојува во Карпуш и така и ја афирмираме општината. Борис Новковиќ, исто така, Петар Грашо, ова, како се викаше, Даниела, значи, Фрајле групата, се тоа начини и форми со кои што сакаме овие имиња од естрадата, од бивша југословенската естрада, да ги донесеме, да ги приближиме до граѓаните на Карпуш, покрај тоа нормално и наши афирмирани музичари, особено музичари, го заборавив Владко Стефановски, кој што и оваа година исто така ќе настапува. Васил Хаджиманов има настапувано. Оскар Салас, славниот Оскар Салас, Порке не трио настапија тука, Лео Дженовезе, значи светски автори. Инаку на акварелниот симпозиум, колегата ќе ви каже, имаме гости дури од Виетнам, од Индија, од Соединените американски држави, значи веќе тој акварелен симпозиум што се вика од западни од светски размери. Оваа година мислам дека и од Кина или? Не, оваа година имаме од Египет, од Иран покането, од Индија, од Белорусија, од Франција, од Романија, од Бугарија, и очекуваме бар 90% од нив, веќе имаме потврда за некои од тие што им требаат визи, дека ги добиле визите. Так. Меѓу тие се двајца носители на златен олимписки медал за уметност. Значи во Пекинг е отворен посебен музеј каде што на конкурс од 100.000 уметници низ целиот свет и овие двајца се одбрани. Се работи за Утпал Баруа, славен индиски сликар, и за Мухамед Алмасри од Египет. Тие веќе го потврдија учеството на овој, да речеме, акварелен симпозиум. Исто традиционален. Оваа година е 8ми, се поклопува одржувањето и на крај изложбата е дел од културното лето. Таа изложба ќе се најде исто така во трговскиот центар Карпуш, Карпуш 3, Лептокарија позната? Да. На отворено, да. На отворено ќе биде. Така. Што се однесува до сегашните искуства, мерено преку посетеноста на културните настани, што ќе кажете во врска со овие декада на настани? Нормално дека посетеноста варира во зависност од атрактивноста на гостите кои се. Ние сме имале од 3.500 до 4.000 гости, како што, например, концертот на Каролина Гочева, на Калиопи, на Хари Матахари, до Црвена јабука, исто така претходно ја заборавив. Тијана Дапчевич минатата година, Джибони беше нешто, како да ви кажам, поготово младите, човекот, значи, спремен да дигне публика на многу високо ниво и нормално во оној дел кога доаѓа сериозна музика и така натаму, публиката се движи од 200, 300 до 500 и 700 луѓе и така натаму. Станува збор за локални рамки манифестација или поширок? Иако, нели, поканата е отворена за сите граѓани на... Поканата е за сите граѓани, за цело Скопје. Ние имаме и Скопско културно лето, што значи дека граѓаните на Скопје па и Македонија можат да одберат едно од овие манифестации, ги покануваме и од другите општини. Особено кај нас ни се приклучуваат нови манифестации од Ѓорче Петров, претежно граѓани, кога имаме некоја манифестација на плоштадот Делфина во Влае, што значи дека ги покануваме сите граѓани кои што, значи, јавно ќе бидат објавени секојдневно вечерите, кои гости ќе ни бидат присутни, хумористи ќе имаме исто така, што значи дека стендап комедии за секој тип на граѓани кој што милува, нека повели, нека дојде. И уште едно прашање за крај, господине Михајлов, до вас слушнавме дека има уште една културна манифестација, за што станува збор, а ќе биде во ист термин со... Тоа е веќе го спомнав. Акварелниот симпозиум, 8ми поред е оваа година, традиционален е, интернационален е, уникатен е на некој начин, затоа што не... Имаме странските гости кои... Не само странските гости, него акварелот, као многу суптилна техника, не се експлатира толку ни во државата, ни на Балканот, и јас колку што знам, во Македонија е единствен акварелен симпозиум и по тоа сме, поттикнати од убавините на акварелот, ние пред 8 години со градоначалникот се одлучивме да
да речеме да го организираме тој акварелен симпозиум, за среќа обстана, еве 8 години е веќе присутен. Оваа година, велам, ќе има од сигурно 6-7 земји гости, тоа се врвни и нормално и нашите. Значи, и на нашиот до сега учествувале од покојните Трајче Јанчевски, Илија Кавкалевски до сегашните сите големи автори што се во Македонија, Глигор Чемерски, да не го заборавиме, наш заслужен граѓанин. Така да, тоа е манифестација која ни представува особено задоволство што еве со градоначалникот пред 8 години како идеја ни дојде и ја реализираме до ден денеска. Сакам само се надоврзам. Значи, најголемите уметници во Македонија живееа или живеат во Карпош. На времето премиерот Благој Попов наредил да се направи последниот спрат по должината на Партизанска да бидат ателјеја. И тие ателјеја биле доделени на познати академски сликари, вајари и на познати архитекти, што значи дека имаме таа привилегија, а и долг кон сите овие луѓе, значи за еве една ваква манифестација која што ја организираме и во нивна чест, но во исто време и оние кои се наоѓаат во Карпош и практично сме потикнати и од нив. И она што на крајот сакам да го кажам дека Карпош е готово неприкосновен во оној дел во изградба на инфраструктура, подобрување на услови на живот на граѓани, но нормално дека покрај она што значи решавање на секојдневни проблеми, канализации, водоводи, улици, тротоари, фасади, кровови, лифтови и така натаму, животот во општината е нормално. И разонодата, културата, спортот, рекреацијата, забавата и така натаму. И затоа сметаме дека ово е еден период кога оваа забава треба да дојде до израз, а потоа следно ќе биде деновите на општината. Нормално влегуваме во втора фаза од овие забавни програми. Господа, ви благодарам за тоа што бевте дел од вестите на телевизија Нова. Јавно ги покануваме сите граѓани вечерва во 21 часот во трговскиот центар Лептокарија. Игор Џамбазов заедно со неговиот пријател Гуру Харе го отпочнуваат овогодинешното 10-то поред јубилејно издание на Карпушово лето. Само за крај, господине градоначалниче, едно прашање. Се ближат локалните избори. Карпушово лето веќе 10 години постои како манифестација. Каде го гледате за следниве 5-10 години ја гледате оваа манифестација? Па, ја гледам оваа манифестација како манифестација од регионални рамки. Значи, да го дигнеме до такво ниво каде што ќе биде интересот многу голем и за музичари, за уметници, за поети од целиот Балкан. Да биде уште поатрактивен и да ја зголемим посетеноста и на крајот ова да, како да кажам, да заврши со еден културен дом кој што ќе го оставиме на граѓаните на Карпош, а кои што навистина имаат потреба од еден таков културен дом. Да речеме, по големите градови во внатрешноста сите си имаат културен дом, за разлика кај нас во Скопје тоа е сконцентрирано, да речеме, на еден или два објекта кои што се во собственост на градот Скопје. Меѓутоа, другите општини кои што сме во составот на градот Скопје, вакви културни домови немаме и очигледно дека таква работа ни недостасува. Господи, уште едном благодарам за вашето учество. Се гледаме вечерва во трговскиот центар Лептокарија. 21 часот со концертот на Игор Џамбазов и Гуру Харе започнува 10-то јубилејно Карпушово културно лето. Почитувани, ви благодарам и вам за одвоеното време и тоа што не следевте во овој преглед на вестите. Со нови информации се гледаме во